Откриен нов фрагмент на живопис од трослојно сликарство при активностите за реставрација и конзервација на црквата Света Богородица во Тетовски Лешок. Над фрагментот, кој беше пронајден пред една недела, веќе е поставен носач за да може да се презентира по стариот, а истата постапка ќе се повтори за овој се со цел да послужи за научни цели. Мене ми е навистина драго што сум денес тука заедно со тимот кој што работи на конзервација и реставрација на црквата, бидејќи како што бевме известени пред неколку дена, тие при самата работа при конзервацијата на внатрешноста дојдоа до навистина многу големо и значајно откритие за нас и јас морав да бидам денес тука да ја споделам таа возбуда заедно со нив. Лешочки манастир е едно место каде што ние со години вложуваме во негова реставрација, во одржување и во реконструкцијата на конаците. Пред неколку дена дојдовме до едно така поголемо откритие, односно во делот на Джакониконот откривме архиереј кој најверојатно станува збор за Кирил Александрицки. Допрва историчарите ќе имаат доста работа за да го датираат периодот од кога е ова сликарство, но во секој случај станува збор за исклучително старо и вредно сликарство. Самиот тим работеше макотрпно на раслојување на сите слоја и успеа да ги сочува и живописот од 19 век да го презентира на носач и живописот од 17 век, што е стварно реткост во светските вакво едно презентирање. Со министерката тука разговаравме за долгогодишно финансирање и поддржување на овие работи, затоа што сепак ова е деликатна работа, бара континуитет во работењето и се надеваме дека и министерката се увери во самиот тој потвар наш успех и се надеваме дека ќе имаме допрва уште многу вакви големи резултати. Не ми останува само да заблагодарам на Министерството за култура, на стручниот тим на Националниот конзерваторски центар и се надевам дека сето ова што денеска тука беше покажано и видено со своји очи, дека и овие ветувања кои што ги слушнавме, дека ќе се реализираат до крај за слава Божја, за слава на нашата татковина, бидејќи станува збор за исклучително културно-духовно наследство кое што е пронајдено на овој фреско живопис овдека, дека до крај ќе остане реализирано и дека многумината туристи кои што ќе доаѓаат во нашата држава ќе се гордеат со она што ќе го видат овдека во Лешочкиот манастир. За постојана заштита на објектите од културно наследство досега не се одвојуваа доволно средства, што според Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска е поради законските ограничувања. Се работи на правна рамка со која ќе се овозможи повеќе годишно финансирање, рече таа при денешната посета на црквата Света Богородица. Она што досега не го дозволуваше законот, тоа е повеќе годишно финансирање. Ние не само за оваа работа, за работите во црквата, во внатрешноста, туку и за реконструкцијата на конаците ќе направиме правно да биде издржано повеќе годишно финансирање преку информација на влада, за да бидеме сигурни дека овде овие работи ќе бидат постојано, да речем, на приоритетна листа на институцијата и дека ќе се завршат. Кога ќе се осигураат и финансиите, кога ќе се осигура и правната рамка, тоа значи дека работата е веќе полазавршена. Инаку во земјава има само неколку конзерватори кои работат на целата територија. Недостатокот на кадар ќе се решава со тоа што ќе се мотивираат матурантите за да ги одберат студиските групи од областа на културата со стипендирање.